зборови на охрабрување. Ја слушате програмата Охрабрувачки зборови од авторот Дарлин Сала. Како да пронајдам задоволство во Бог? Професорот и авторот К.С. Луис рече дека повеќето човечки битија се потценуваат себе си во овој живот, кога би можеле да имаат многу повеќе. Луис напиша: ние сме неентузијасти, се глупираме со алкохол и секс и амбиција која ни се нуди бескрајна радост. Како дете, кое во незнаење сака да продолжи да си прави торти од кал во сиромашен кварт, зашто не може да замисли што значи понуда од одмор на море. Претерано лесно стануваме задоволни. Претерано лесно стануваме задоволни? Да. Претпоставиме дека има полн животен век од 80-90 години. На крајот, како сакаш да се опишеш со твојот живот? Дали си бил среќен? Или дека си бил најуспешен? Или дека си постигнал нешто значајно? Или што? Што е потребно за да бидеш задоволен? Луис рече дека повеќето од нас се потценуваме себе си во животот, кога она што Бог го сака за вас е представено јасно во Еремија 29:11. Зашто јас ги знам своите замисли, за тоа што имам намера со вас, зборува Господ. Замисли за мир, а не за несреќа. Да ви дадам иднина и надеж. Бог има планови за нашата благосостојба, твојата и мојата. Неговите планови се секогаш за наше добро. Тоа не значи дека непријатните работи никогаш нема да ни се случат, но значи дека што и да дозволи да се случи, најпосле ќе излезе за нашето добро, ако го бараме Него и се трудиме да живееме за Него ден за ден. Бог нека ни помогне да не се задоволиме со помалку од Неговото најдобро за нас. Застани за миг, токму сега, и моли ја оваа молитва. Господе, не сакам да прифатам помалку од најдоброто за мојот живот. Те молам, раководи ги моите чекори секој ден. Потапни ме по рамо кога ќе излезам од редот. Не дозволувај да застранам од твојот најдобар план. Во името на Исус. Амен. Ја слушнавте програмата Охрабрувачки зборови на македонски јазик од авторот Дарлин Сала.